премиер на владата на Република Северна Македонија Зоран Заев, почитувани колеги градоначалници, почитувани господин Радован Трајковски, приватен партнер на оваа инвестиција, али и вие, ценети присутни, советници во Советот на општина Охрид, граѓани, почитуван господин Никола Бакрачевски, ми прати порака дека влегува во сала и не може да ни се приклучи. Сепак ова е објект кој што е симбиоза на работата на две локални самоуправи и е пример за една успешна приказна за нашиот град. Ценети гости. Денес пред се им се обраќам на моите сограѓани, меѓу кои се и пазарджиите, кои долги години ги продаваат своите производи во неадекватни услови за работа, под отворено небо на дожд и сонце во досегашниот отворен зелен пазар. Драги охриѓани, она што сакам посебно да го нагласам е фактот што нашето и вашето мислење, вашите идеи, барања, забелешки беа клучни при креирање на изградбата на административно-деловната зграда во која е сместен затворениот зелен пазар. Станува збор за крупен проект, што го реализиравме по пат на јавно-приватно партнерство. Со постојано настојување својата работа да збогатиме со нови облици и содржини, ги задржавме сите започнати активности надополнувајќи ги со нови. На цврсти темели поставивме сигурни стандарди и основи за унапредување на условите на работата на пазарджиите. Придобивките од овој проект се модернизирани услови за работа на зелениот пазар, исполнување на стандардите за трговија со земјоделски и прехранбени производи од животинско потекло, подобрување на услугите на граѓаните и правните лица од подрачјето на општина Охрид, а согласно со стратешките определи за развој на креативна на локалната самоуправа. Новата административно-трговска зграда, која денес ја пуштаме во употреба, е со површина од 6779 метри квадратни. Во подземјето е сместен паркинг од 2433 метри квадратни и технички доделенија на објекта. На приземјето е зелениот пазар со 190 нови тезги уредени по современи хасав стандарди. Тука се вклучени дуќани, заеднички простори, тоалети, хол, лифт, подвижни скали, пристапни рампи, санитарни јазди за лицата со посебни потреби, кои тоа како се значаен дел од нашето општество. А ние како одговорна власт сме обврзани да обезбедиме попристапни јавни површини за сите нив. На вториот и првиот кат има деловни и заеднички простори. Со меѓусебно разбирање, доверба и толеранција, со широки погледи кон иднината, реални очекувања и максимални вложувања, го реализиравме овој, а во тек се и други значајни проекти за Охрид и охриѓани. Секогаш заедно, како досега, така и во иднина, продолжуваме да го разоблуваме Охрид со нови проекти за доброто на сите сограѓани. Резултатите покажаат дека тоа е единствениот исправен начин кој гарантирано води кон успех. Ќе посакувам успешна работа и нека ни со среќа на сите.